Прилози, како ќе стигнам на епизодава? Значи, мене ми зборуваше, мене треба мисија да ме праќаат, значи може, кој знае што може да ми се деси. Што значи треба да дојде некако Нов кој ќе ме репортер. излежи? Ало, што правите муабет бе? Гледате дека имаме робот нов. Кој што сакаш може да биде. Сега ќе го направиме новинар. Следната ќе ти биде монтажер, може режисер да биде. Само програмче треба да му ставиш. Шефе, ја мислам дека најдобро е уредник да го оставиш. Па да имаше програмче за уредник, ја најсреќен ке бев, само нема. Така да ставимо едно програмче од торент на овој сега за репортер, али стави од тие најновите, што се да не пишува сам статуси, знаете дека тоа кај нас е забрането. Кој ќе иде за јабуки прилог да прави? Ја треба да идам за ресен. Па место ти да идеш, на овој само програмче ставимо и тоа. Знаеш како ги бере овој јабуки, глеј. Глеј како, овдека бере јабуки овде, прави тамо компот че искача. Ајде, само програмчето погодимо. Чекај, шеф, од НАСА ти го зема робот? Не бе, од пакомак од кутија гледаш во искочи. Бе, топ е, топ. Пали Да во. почне. Ајде, шпица пуштете да. Лека ноќ, почитувани гледачи на вчерашни новости. Ова се вчерашни новости. Лека ноќ и од мене вчерашни новости. Ова се почитувани гледачи. Токму така, Јелена. Ова се вчерашни новости, еве што ќе гледате. Ти благодарам, колега, а еве што ќе гледате во вчерашни новости. Дознаваме дали партиите ќе си подадат рака. Вчерашни на терен, како помина есенското врзување на јаболкниците. 2 пати лето ти одолам на ништета, немат платено уште. Ексклузивно, како се кроеше буџетот на Република Македонија. Од дело да кроеш ти е исто како буџет на една држава. Започна големата електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Почитувани патници, врзете ги појасите и подгответе се за многуте погодности достапни со Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Добите 600 гратис поени за добре дојде. Дополнителни бонус поени при секој купување. Бесплатно групно членство во Виз Дискаунт клубот. Дополнителни картички за најблиските, како и уште многу други поволности. Mastercard Visa Air кредитната картичка од Комерцијална банка. Поени собирај и патување добивај. Успешните приказни не се забораваат, тие се надградуваат и кулминираат. Kia Sportage, модел 2019 со дополнителен фейслифт за усовршување, а ја добивате за 16.950 евра со 7 годишна гаранција. Воспоставете рамнотежа во организмот, зајакнете го имунитетот, подобрете ја општата здравствена состојба. Пробајте Canoil Bio, природен маслен екстракт од канабис. Спреј со висока концентрација на CBD, без психотропно дејство. Благосостојба од природата. Canoil Bio, на Реплех Фарм. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството за индикациите, ризикот од употреба или несаканите дејства на граничниот производ. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Зошто Be Healthy? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be Healthy. Среќна вест! Македонскиот образовен систем уште еднаш падна на тестот за знаење. Имено, учениците во Македонија во просек учат по 11,2 години, а знаат како да учеле 6,9 години, што е најнизок просек во регионот. Оваа вест повеќето Facebook интелектуалци ја окарактеризираа како лажна. Тие ги активираат тастатурите и вооружени со извичници и вклучен капслок веднаш започнаа да го демантираат ова истражување со силно издржани факти во кои порачаа.
Доста не лажевте народот, не ви поминува. 111. Цена инбокс? Тија мене ќе ми кажат многу знат. Како и коментарот кој на колена го кутна целото истражување на Светската банка. Како тоа Монголија е пред нас? Во степите ке коњите да не им растат гении. Ви се молам. Наводно во средата, минатата недела, во една од скопските судници се пуштале прислушкуваните разговори за наводни изборни нерегуларности, каде наводно се слушаат поранешната министерка за внатрешни работи со иницијали ГЈ, како зборува со тогашниот министер за транспорт и врски МЈ, во кој наводно тие се договараат како да ги задоцнат на гласање гастарбајтерите, македонските албанци кои наводно тргнале кон Кичево на гласање со авион од далечната Швајцарија. Во ред, Александар, тоа сепак е вест од далечната 2013-та. А кога сме веќе таму, да се подсетиме како изгледаа сервисните информации од тоа време. Од Министерството за внатрешни работи најавија дека е можно да се случи сообраќајна несреќа во која ќе учествуваат 2 или повеќе автомобили или евентуално да се преврти камион со песок на патиштата околу Кичево. Затоа внимавајте ако планирате да возите на кај Кичево или ако не сте за ВМРО ДПМН. Од контрола за летање велат дека се можни одредени доцнења на авионите од Цирих поради како што велат виши сили. Инаку, се друго е супер, времето сончево, инвестиции од сите страни, туристи идат да го видат Скопје 2014-та. Имајте прекрасна 2013 година. Оваа недела шефот на дипломатијата во Грција, Кодзијас, си поднесе оставка од својата функција. Сепак и покрај раскинувањето со Ципрас, тоа нема да влијае на врската со Македонија. Димитров преку телефонски разговор му посака здравје и среќа на неговиот бивши колега од Грција, Кодзијас. Вчерашни стигна и до снимка од телефонскиот разговор. Да видиме за што зборуваа. Зоги, чекај малци имам битен разговор. Ало, Ники? Не? Како си, бе? О, калимера, ре. Добро, не добро. Ама Ципрас малака, Ципрас охи фер, охи поддршка, охи, типота охи. Знам, бе, Ники, знам. Не ми кажу ич некој да слушам. Ти после тоа не знаеш кod човек колку ми фали. Ти тегне ли кога дојде, бе, колку кога не пречега, бе. Што се договориме важи да, така? И како не важи? А зошто сега не дојдела? Сега ја на плаза седи одмара, сунца, ништо на работа. Не ми прави вака, бе, Ники. Знаеш дека сега ми запалил ми дојде, ама нема кога, е. Викенд да начекам одмак ќе дојдам. Еба, супер. А зошто сега не спои вторник, ден на ВМРО? Ама дојде с плаза, сунца, мачка, Што си ти, бе, Ники? Ајде, договорено, ти обеќавам. Ајде, Ајде, ќе спушти ме, а? Ајде, спушти жужелка сега. Абе, тука си еште те слушаме, срчето мичо мој. Ајде, заедно спушти, а? Ајде, цао. Или да спушти првови. А сега вести од културата. Агрокултурата. Големи штети заради временските непогоди претрпеа производителите на јаболка во Преспанско-Ресенскиот регион. Град го надвисна градот во близина на Горно Крани, Ресен, и го оштети јаболковиот плод. Затоа ресенчани го започнаа есенското врзување на јаболкниците. Повеќе за тоа има нашиот најнов колега, последниот крик на технологијата, нашиот робот Милорад 3.0. Милорад, дали се слушаме? Така е, студио. Се наоѓаме во Преспанскиот регион, каде што започна сезоната на врзување на јаболкниците. До мене е господинот Далибор Тарски кој веќе врзува една. Сега ќе го запрашаме. Шо? Како се одлучивте за ваков чекор? Тие, градот ова година 2 пати летев, бе, мара. 2 пати летев ти од оламна ништета немат платен уште. И не знам али видео, не, босалец, не, како се викаше, 3-то место на Звезда и града, бе, како не собеса. Порно ќе собесам, другите нека живеат. 3-то место освел тој, а врзи едни за мене. Немој, немат субвенции да една година, ама една е, само јас ќе собесам, после ти обеци се го сакаш. Студија. Ти благодариме, Милорад.
Убаво викаше Хокинг, вештачката интелигенција ќе не уништи, но до тогаш ние да продолжиме со вчерашни. Јелена? Александар? Големиот мегапроект од град во село кој минатата влада го најави во 2016 година, конечно ги покажа своите резултати. Имено во средата свечено се отвори етно селото во Скопско Нерези. Денеска свечено се отвара комплексот Македонско село во непосредна близина на манастирот Свети Пантелеймон во Нерези. Секако дека се зезаме. Во средата се затвори комплексот Етно село и го снајде истата судбина како и голем број села низ Македонија. Со што стратегијата на претходната влада село гори, влада се чешла, се потврди уште еднаш. А ние продолжуваме со вчерашни. Јас сакаше убаво општество туку со Цимеро, ама он дојде нервозен. Од дело на кројшти е исто како буџет на една држава беше. Одиме со поединечно изјаснување. Ајде, прво Тунтески. А новата власт во Охрид од ден на ден се повеќе изненадува со својата еколошка свест и грижата за оваа наша културна престолнина. Градоначалникон на 11 октомври го презентираше најновиот револуционерен проект за собирање и рециклирање на отпадон. Во првана фаза ќе се спасве дрвана и шумине, па така општина на започеток ќе ги рециклират говорине на Бакрачон, Пашана и Аце Петрески, ама после ќе се преминити кон собирање и рециклирање и на поголеми џубриња што се. Македонија и Охрид пред 11 века. Охрид пред повеќе од 11 века. Не била некоја европска провинција, туку значаен, образовен, културен и духовен центар. Не бил некоја европска провинција, туку значаен, образовен, културен и духовен центар во кој се ширела писменоста и цивилизацијските вредности. Во кој се ширела писменоста и цивилизацијските вредности. После долги години маки со неодговорни власти што градеа кај што ќе стигнет, Охрид конечно доби власт што исто гради кај што ќе стигнет, ама и каде еколошки посвесна. Како се крои еден буџет? Никој не знае. Но знаеме каде да прашаме. Од тука се селиме во кројачката работилница на еден познат македонски кројач. Ке дојдеш ли на рандеву? И в душа радост. Абе, занет си е занет, знаеш како е. Јас палталомчина да ти свршијам па, ај палталомчина и така и така. Од дело кој ќе ти скројам. Од дело да кроиш ти е исто како буџет на една држава, беше. Па треба да земеш, да мериш, два пати да го измериш, па да убаво да зашиеш, па да земеш мерка. Да. Идете ова, де. Не случајно ги земам, ја министри ги викам. Оти после знаеш како, ќе отиде тамо министр ќе стане, у финансии ќе го земат и мисли дека знае да крои. Да. Најмногу работа имам исто како држава. Сега пред октобер, новембар, тука пред нова година, сака да му го скроиш таа делото или буџетот што го викаат овие за цела година да може да го носи. И кој ќе му го направам, кој ќе дојде, очите кој ќе му светнат, вика, мајсторе браво, па го носи, па се пува со него, иде таму, ваму, таму, ленти сечат све. И да, ќе издржи 3-4 месеца. Нема, и сега го износи 3 месеци, де мајсторе прекрој го. Ајде да прекрој го, еве, кажи ми сега ти. Види го ова на шуличи. Да ти е срам да кажеш ти дека си го шил, него. И сега сами го крпат све, и кај мене го носи сега вака, најчесто кој ќе му се јави на газот дупка, глеј се, гол газ. И сега вика, прекрој го. Како да го прекројам, ајде. Кој ќе те прими без гол газ у Европа? Оти знаеш како викаат, покриен газ никој не го плука. И сега дојди закрпи го, ева закрпи го, не? Ова не е више прекројување, ова е крпење, чим на газот гол. Кој сака со гол газ да шете? Сака некој со гол газ да шете? Ти сакаш? Да. Неке ни тој. И оде се кинат прво, џеповите се кинат. А јас дупли штеп му ставам тука поставата, му ставам и што. Ама многу ги товараат џеповите и пука. Види ова се, и не шолиш. А јас не знам казот што материја тој. Како ќе седне во фотелја се шири и широ газ и пука. Ќе останат со кратки ракави све ќе направат, ама газот да не бил гол, де. И еде вака сега, да му ги прикрпам овие до нова година да се сега, а кај да еве го децембар ќе треба ново дело за следната година се прави. Така ли е бе, Машко? Да. И ајде па ќе се заработат и дека еве го кај децембар. Кај? Абе немој кај, ајде вдени ја иглата, да не ти вденам еден форхенд. Да. Ајде. Имам многу работа. Студио. Јелена, знаеш ли што имаат заедничко плацот спроти Мајчин дом и зеленилото? Не знам. Exactly, Ецо. Како и да е, инвеститорот ветува дека ем ки изгради зграда, ем ки има 3 пати повеќе зеленило.
Поради нелогичноста на оваа изјава која ги крши законите на физиката, се обидовме да стапиме во контакт со најпознатиот физичар Стивен Хокинг, но не успеавме да разговараме со него од оправдани причини. Сепак останува мистеријата дали покрај законите на државата овде ќе почне да се кршат и законите на физиката. На исто место, во исто време, да има и зграда и 3 пати повеќе зеленило отколку што има површина плацот. Дали може би инвеститорот планира место зграда да гради катни градини? Каде живееме и зошто не сме заминати уште? Многу прашања, а Стивен Хокинг го нема да одговори. Да се прости и да се подаде рака за помирување е човечки. Во редакцијата на вчерашни разбравме токму за еден таков случај на помирување. Па нашата Јелица Алфета е на лице место и ја вклучуваме во живо во овие вести. Јелица Алфета? Ке позборуваме со господинот од мојата лева страна и со господинот од моја десна страна, кои што се цимери, живеат заедно, меѓутоа се испоскарани. Зошто? Јас сакаше убаво општество тука со цимеро, ама он дојде нервозен со другарите, со капаја вратта, легна натре, земал со столицата на мене тенк у главата, со капа ми ги раците. Ајде ви се молам, а тој што направи овде, сакаше името на улицата да го смени, никого да не праша овде. Лични карти за него ќе менуваме ни овде. А зашто беше тепачката? Зашто е? И тука требаше да има убаво општество, пат да минува. И ја отиде со луѓето, договори се, пат да минува, подпиша. О, некше. Кој некеше? Не е точно. И јас сакам да се пробие улицата овде. Што јас сакам на слепа улица да живееме, сите да не заобиколуваат. Ама да остане исто името. Девет цимер, смири се малку, па малку ли ти беше? Ајде бе, некам да го видам овде, гледај го. Заради 2 гребнатини овде рацете ми ги врзаа. Па да сакав да го отепам, ќе го отепав. Ја бе, ти знаеш јас колку тешка рака имам. А не знам, вие знаете дека сте цимери и дека живеете заедно. Како? Со предавници, како? Јас знам колку тешка рака имаш бе цимер, ама де подпиши да се направа пато, јас те и рака ќе дам. Шо било поминало, те? Како ќе дајете рака која двете ви со гипс? Не е битно, господи, за убаво општество не е битно. Ракта ќе мине, ќе оздраве. Ама ваа шанса што имаме сега за убаво општество и тука пато да мине, може нема да имаме пак. Гледаш дека него му е само за подпис, да му дам подпис да може улицата да помине. Тука му е гајле, не му за мене. На што личи тоа? А вие би му ги одврзале рацете? Са, не можеме аз така. У едно општество си има институции. Како ќе решат они, те така ќе виде. Ќе си дојдат и ќе средат таа работа ве цимерен. Немој само да цело време на насилство те тераве. За убаво општество не треба да има насилство. Дај си рака ве цимер, па цел живот ве во наше. Знаете како вика, долга е раката на помирувањето, само треба да е слободна. Така е, и боле, многу боле. Некој пат знае да заболе, а за убаво општество ќе се истрпе оти пато еден и мора да го изодеме сите заедно, те и јас со цимеро. Сите вие треба еднаш така во градите, во срцето да видите и да... Многу го дрвиш трпа. Студио. Кога сме веќе кај помирувањето кое го најави Заев, да погледнеме една пресконференција која се одржа неделава. Сега е вистинска прилика. Застанувајќи заедно за Македонија и за сите деца што доаѓаат после нас, дајте да се помириме. Знам дека нема да е лесно, но исто така знам дека ќе најдете начин и заеднички јазик и интерес да си подадете рака, да се ракувате, да покажете дека на крајот од денот имате ист интерес. Ајде, колега, ви од левата страна да ја подадеме рака на десната страна. Колега, ви од десна да ја подадеме рака на левата страна. Ајде, подадете си рака, што ме гледате. Така. Зашто сепак можело на крај. Улична школа и животна школа се дел од дипломите кои што нашата полиција ги прикажала. Ај ќе ја молам кај колега да дувате. Одиме со поединечно изјаснување. Ајде, прво Тунтески. Ацо, патот масовно се користи, се помасовно зашто еден е патот. Да, Елена, на прав пат си, затоа што патот на Македонија води кон патот. Предлагам овој пат да го погледнеме прилогот за патот. Во амнестирање не прифаќа овие закони, толку Македонија е еден патот во кон НАТО и ЕУ и не може да го девалвира на овој патот.
Добро е? Да. Јелена, ти текнува кога еден непознат веќе министер рече работа има, само треба да излезеш и да најдеш работа? Да, добра смешка му беше таа. Но изгледа дека не бил далеко од вистината. Работа има, само вас не ви се работи. Од шега станува реалност. Работа има, ама никој не сака да работи. Па така угостителите решија да увезуваат работна сила од странство. Се очекува како келнери да почнат први да работат украинци, кои би требало да го пополнат недостатокот од работници од оваа струка. Додека некои од нашите келнери сонуваат за Германија и Малта, украинците сонуваат за да служат во Македонија. Сепак, како што велат експертите, ова е нож со две острици, затоа што секој локал, досега кој вработил украинци, завршил на вести или во билтените на МВР. Скандал во Министерството за внатрешни работи. Огромен број вработени наводно поседуваат фалсификувани дипломи, ако воопшто и тоа го поседуваат. И со лажни дипломи стигнувале до позиции за кои е потребно високо образование и слично. За таа цел, нашиот репортер Паша Зотовланчо влезе во опасна мисија и се обиде длабоко да го истражи овој голем скандал. Хогвартс, улична школа и животна школа се дел од дипломите кои што нашата полиција ги прикажала при вработувањето. Дали е така? Не ме препознавте? Јас сум, драги гледачи, да, јас сум Ланчо, но денеска нема да бидам Ланчо, денеска ќе бидам во нашата мисија професорка Јоланда. Сега се надам дека некои од патролите кои што се на терен ќе не сопрат и ќе успееме да дознаеме дали полицијата стварно има диплома или не. Можеме. Добро вечер, господја, документи? Добро вечер, немам, ги заборав дома. Не, Ај ќе ја молам кај колега да дувате, може да ќе ви текне кај ви се. Да дувам. Ама, јас не сум по... Никој не е по ништо, ама знаеш какви се правилата. Добро вечер. Добро вечер. Боби, ајте молам за господјата една джентлменска рачуница за казна, пошто нема документи. Пиеле нешто. И документи нема, еве ги документи. 150 евра, алкохолизирано вака ми мириса, 500 евра е тоа. Елкичка носеше? Не носеше. Ето ти уште 300-450 евра, извини. Тоа ти е грубо госпожа, 1500 евра, извини. Не, ај ти дај ми диплома. Ајде идеме топли лепчиња, излезени се ваму ученто. Ама вака не се решаваат проблеми, господине, знаете дека... Значи, ние сме овој пут ќе бидеме пропусли за ваква прекрасна дама. Имај тоа Значи, вече. Не, стварно, господјо, имаме... Заврши смената сега. Сега ќе ме пуштаме двајцата, 7 пат. 7 пат, погледнime кога изборам 7 пат. Нема да ви помине. Значи, многу... Какви идиоти, човече. Студио? А сега предлагам да погледнеме како помина петочното гласање во собранието. Колеги пратеници, доста цел ден по канцеларии и по одници се договарате, тука треба да гласаме сите што ќе се јаде. Еве, ја предлагам малку странска кујна, има гиро, има бечка шнисла, има и донер, тоа слично како гиро, и да се гласа брзо, зашто странска кујна у 12 затвара. Сакам само да кажам процедурално дека некои пратеници не ја варат добро таа странска кујна и затоа би ги замолил кои се за ајвар нека станат, а кои се за странска кујна нека гласаат поединечно. Ете така, ви благодарам. Абе па ти јас, што сум јадел, што ќе ти дадат, тоа ќе буташ, како? Ајвар, ке си ајме, ајде. Стани. Еј, Крки, имаш перо да ти чекај да поминам. Кирица, многу ти убава да. кошулата бела. А ќе изфлегаш со гирото, знаеш? Да. Одиме со поединечно изјаснување. Ајде, прво Тунтески. Гиро за Тунте. Бети. Гиро. Абе, беше решитно, И ова гласаш, а? Ова? Па ти она не ќе те шитне. Села. Донер еден, тој е како Гиро. Крки ти. Шкрле, стани бе те прозива. Кажи бе, Крсте. Пица.
Абе, нема пица или гиро или бечка. Гиро. А у гиро што става? Што стават глупости, кроми так Ства? грават за дзиги, Абе, месот па глупости. касови ми пај тој после твојата стоица. А ти идете? Гиро. Гиро, за уште едно. А ти вамо Машко? Гиро. И паметно, уште едно писменце. Добро, значи тоа беа сите гласови. Еве, ги му ги давам сега на талат, нека ги преборат гласовите. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, Буки, ки има ли 80 за убава општество? А, ки има 80 минимум, мислам, 100%. Епа, колеги, честито странска кујна, 80 за гиро, 39 не, како и да е, дур да дојде гиро, ќе го јадеме сите. Честито уште еднаш, ка. Окапавме одека. Чекај, перут имаш на грбчо. Да одеме надвор, ки ви каже, вонка еден вид се двајца влюбени во парку. Гиро со вар. се здрвив овек. Ајде да бегаме, брату, нема леп за нас ове. Не, бе, они ќе јадат, ние Не, пак бе, гладни не. ќе останеме така. Moram da si kupam ja, da ne poludam. Mamo, spasi me, mamo, spasi me. Moram сега да ја освојам, јас да ја освојам. Moram da si kupam ja, da ne poludam. Mamo, spasi me, mamo, spasi me. Супер С звучи одлично. Аплицирајте за ненаменски потрошувачки кредит до 1 милион и 200.000 денари. Шпарка се банка. Банка на вашето семејство. Започна големата Електрометал наградна игра. Пазари и вози Kia Stonic. Со секоја сметка над 1000 денари во Електрометал салоните во Карпош и Центар, станувате потенцијален добитник на нов Kia Stonic автомобил. Пазари во Електрометал и вози Kia Stonic. Или влези пешки, излези со автомобил. Тоа е тоа. Ослободете се од стаклената амбалажа во новите зелени контейнери за селекција на стакло во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Зошто би хелти? Свежи и природни протеински барови. Без додадени шекери, без конзерванси, без соја, без глутен, без палмино масло. Свежи и природни протеински барови. Be healthy. Какво ќе биде времето неделава? Дали не очекува ураган од емоции, торнадо од сметки, цунами од солзи и развигорче надеж? На линија го имаме нашиот привремен дежурен метеоролог Вито. Вито, дали е точно дека студените движења од север ќе ни донесат низок притисок по 205 хектопаскали и ќе предизвикаат предциклонско драстично намалување на температурите со повремени појави на кумулонибуси кои се преполни со вода, воедно предизвикувајќи ветрови со брзина од 3 чвора и влажност на воздухот поголема од просечната влажност на воздухот околу осиромашен ураниум? Да. Вито, ти благодарам на исцрпниот извештај. А ние стигнавме до почетокот на уште едни вчерашни. Се гледаме за една недела на истово место во истото време. Добро утро на сите, освен на тие што почнуваат коментари со ех мојата чудесна земја. Тоа беше се за оваа недела. До наредната следете не на нашата Facebook и YouTube страница, како и на нашиот нов вебсайт www.fn.mk. Вие сте чекор за ците. Останете вака. Добро утро.